Македонија. Македонија е историски регион кој опфаќа делови во северна Грција и од Балканскиот полуостров. Античкото кралство Македонија, понекогаш наречено Македонско кралство, било раскрсница меѓу медитеранските и балканските цивилизации. Македонија накратко стана најголема империја во светот под владеењето на Александар Македонски во 4 век пред новата ера. Од независноста на Република Македонија во 1991 година, македонците и грците се караат околу тоа која земја ќе ја преземе историјата на античка Македонија како нејзина. Од февруари 2019 година земјата е официјално позната под новото име, а во Македонија има многу луѓе кои не го прифаќаат новото име и бришењето на историјата. Каде е Македонија? Македонија била кралство со центар покрај Егејското море на сегашниот североисточен дел на грчкиот полуостров. Филип II, античка Македонија била позната по својата воена моќ. Филип II вовел нов вид на пешадија позната како македонска фаланга, во која секој војник носел долго копје. Тесната формација на македонската фаланга формираше зид од копја која се сметаше за речиси непробоен. Филип II сонувал да ја освои Персиската империја, најголемата во светот во тоа време. Тој беше убиен во 336 година пред новата ера, во Ајгај, главниот град на Македонија. Пред да може да ја реализира својата визија, неговиот син Александар Македонски, еден од најголемите воени умови во историјата, дојде на власт и ја заврши работата што ја започна неговиот татко. Александар Македонски. Александар Македонски бил познат како харизматичен, немилосрден и брилијантен. Неговото 13 годишно владење како крал на Македонија го смени текот и на европската и на јазиската историја. Филозофот Аристотел го подучувал тинејџерот Александар за време на владењето на Филип II. Научниците ги препишуваат дипломатските вештини и навики на Александар да носи книги со себе за неговите воени походи на влијанието на Аристотел. Александар го презеде тронот на 20 годишна возраст по атентатот на неговиот татко. Тој брзо ги впрегнал воените сили на Македонската лига, собрал војска повеќе од 43.000 пешајдици и 5.500 коњаници. Во 334 година пред новата ера тој ја водел македонската војска преку тесните правци на Хелеспонд, денес наречени Дарданели, во северозападна Турција. Во една долга воена кампања, која траела 11 години, тој ја освои Персиската империја, правејќи ја Македонија најголемата и најмоćната империја во светот. Македонската империја на Александар Македонски се протегала од Македонија до Индија. Починал од непознати причини во 323 година пред новата ера, во античкиот град Вавилон, во денешен Ирак. Имал само 32 години. Александар Македонски немал директни наследници, а Македонското царство брзо се распаднало по неговата смрт. Воените генерали, поради нивната жед за моќ, ја поделиле македонската територија во серија граѓански војни. Античките биографи во тоа време, вклучително и Плутарх, предпоставуваат дека Александар бил отруен, иако современата медицина и историчари сугерираат дека тој може би умрел од природна смрт, што може да вклучи маларија или абдомална инфекција. Македонските уметности и науки. Античка Македонија била култура богата со уметнички достигнувања и научни достигнувања. Аристотел, кој некои го сметаат за татко на западната филозофија, може би ги составил некои од неговите најважни дела за време на владењето на Александар Македонски, вклучувајќи трактите за физиката и метафизиката. Гранка на филозофијата која се занимава со природата на реалноста. Периодот по смртта на Александар Македонски беше период на екстраваганција и богатство низ поголемиот дел на македонскиот свет. Местата за забава и одмор како што се парковите и театрите се зголемија. Стилот на македонската драма, наречен нова комедија, станала популарна. За разлика од претходните комедии кои правеа пародија на јавни личности и настани, новата комедија се фокусираше на измислените судења на просечните граѓани. Александрија, древен египетски град за кој се смета дека е основан од Александар Македонски, станал главен центар на науката во тој период. Археолошки откритија. Археолозите почнале да го истражуваат античкото кралство Македонија кон крајот на 19 век. Регионот бил под власта на Отоманската империја.
Војниците кои се бореа на македонскиот фронт долж границата за време на Првата светска војна открија антички македонски артефакти додека копаа ровови. Британските и француските сили на македонскиот фронт вработуваа археолози да работат заедно со војниците во рововите, повремено користејќи воени затвореници како работници за нивните ископувања. Градот Виргина во северна Грција е дом на најважниот антички македонски археолошки локалитет урнатините на Ајгај. Моменталната палата, откриена таму, се смета за една од најголемите, најраскошни градби на античка Македонија. Со шарени мозаици, локалитетот содржи повеќе од 500 гробни могили кои датираат од 11 до 2 век пред новата ера. Во 1977 година истражувачите открија гробница на 4 македонски кралеви, меѓу кои и Филип II, под гробницата наречена Големиот тумул. Македонија денес, Република Македонија. Денес е мала земја на Балканскиот полуостров, северозападно од Грција. Македонците и грците од тогаш се караат околу тоа кој ќе потврди историјата на античка Македонија како своја. Грција смета дека династиите на Филип II и Александар Македонски се дел од грчката историја и со децении оспорува употребата на името Република Македонија, нација чие етничко мнозинство е македонско. Некои грци сметаат дека употребата на името Македонија под наводници од страна на низиниот северен сосед е територијално претензично над северниот регион на Грција, исто така наречен Македонија. Доколку ви се допадна видеото, ставете subscribe или претплати се, кој е потполно бесплатно. Оставете еден лайк или пишете во коментар, доколку сакате видео на некоја тема. За вас може ништо не значи, а за каналот значи многу и би ми било драго да го прочитам и вашиот коментар. Ви благодарам за вашето одвоено време.